Корекциите се варијација, сега ќе прикажеме, имаме различни варијации, кои што Елиот ги означил со ABC. Понекогаш тие ќе имаат раст помеѓу нив и ќе ви дадат уште еден ABC и повторување на тема со трите бројови наместо со 5. Имаме ABC корекција, комплексна ABC корекција создадена од X бројанот и повторно друга ABC корекција. Сите овие ќе бидат обработени подоцна. Сега ќе се фокусираме на овој график. Ова е Dow Jones, бидејќи овој графикон постои многу одамна. Ова е месечен чарт. Имаме одбележано јасно што се случува на чартот. Ке пробам да ви го доловам ова. И со враќањето на почетокот на 20-тите години, тука можеме да го видиме овој огромен bear маркет кој има пад на цените во bear маркет од 1929 до 1930 година. И сега да видиме како оваа низа го одврзува развојот на 5 бранови што ги дискутираме. Се разбира, ова се случувало среде многу страв, многу загриженост, аргументи дека можеби овој пазар нема да преживее и дефинитивно постоело прашање за преживување. Некои луѓе веле дека bear маркет не е завршен и дека ќе оди многу подолу и тие направиле голема грешка, бидејќи погледнете во чартот, имаме огромен раст. Луѓе почнале да насочуваат очите кон Европа и да ги проучуваат некои од нивните модели што се развиваат таму, велејќи дека можеби сад треба да го промени начинот на владење и така натаму, и страв дека биле во најлошиот период или влегувале во лошиот период на економска депресија во сеќавањето на сите што живееле во тоа време, кога подоцна било опишано или означено како голема депресија. Има многу работи за кои требало да се грижат. Тогаш причините зошто луѓето велат дека не треба да се купува на овој пазар, има премногу работи за кои треба да се грижите. Секако ако ја проучувате историјата на пазарите, ова е вид на средина што го создава ниското ниво и точно кога треба да купувате. И да видиме што се случи од овој момент натаму, од 1932 година, 37 година, тоа беше првиот бран нагоре. Ова е првиот бран нагоре. Голем дел од тоа се случил во периодот што бил опишан како голема депресија. Тоа било и признато од страна на сите влијателни лица во Америка, но сепак прикажувало ужасни услови што постоеле на тоа ниско ниво. Всушност, малкумина сваќа лека ова движење на цени речиси 5 пати повеќе кратно за помалку од 5 години е најдоброто движење нагоре на тој век, односно во проценти на добивка во текот на времето, и сигурно ќе имаме огромен раст и со започнување на вториот бран. Повеќето луѓе уште се доста убедени дека тој стар bear маркет можеби е се уште жив и ќе донесе уште пониски ниво. Имало доста скептицизам во врска со тој напредок и забележуваме веднаш all-time high од 1937 година. Пазарот почнал да паѓа, луѓето веле еве на повторно на нови најниски нивоа, и гледано од психолошка точка, поаѓањето на цената под ова ниво имало повеќе грижи. Тоа е фундаменталната ситуација. Запомнете, вториот бран обично ви дава сериозен тест за истиот стил на загриженост, што е имало истинското дно, но што се случуваше во 1924 година кога берзите го достигнаа своето дно, па сад биле вклучени во Втората светска војна и всушност во тоа време имаше многу размислувања дека сојузниците се напа да ја изгубат војната. Сега повторно поставена сцена за голем страв околу самото прашање за опстанок на тој пазар од поинаква причина овој пат, но со еднаква количина на грижа и загриженост дека пазарот ќе преживее ова создаде основен модел во кој започнува овој моќен тренд, односно овој моќен бран. Тој започнува во 1942 година и траел цели 24 години,
до врвот во 1966 година. Како што е класично, психологијата се менува многу бавно. На почетокот луѓето не се возбудуваат, на почетокот тие само се малку загрижени, но тоа е на пат кон многу добро чувство кое конечно се поставува на високо ниво. Првото нешто што се случувало од страна на фундаментите, започнуваат да го одржуваат движењето на третиот бран. Било дека војната почнува да се подобрува за сојузниците, во овој период сојузниците ја добиле војната и влегуваме во доцните 40 години и во воена депресија, што имате многу економисти ја предвидуваат, не се случува, имавме повеќе добри вести или барем помалку лоши вести од таму, пазарот почна да оди малку повисоко во раните 50 години, просперитетот почна да се враќа, глобалниот мир беше прилично блиску, просперитетот станува се подобар и подобар, кој што на 50-тите години луѓето преминале од семејства со еден автомобил во гаража, со 2 и повеќе, влегуваме во раните 60 години. Конечно во средината 60-тите години тогаш еуфоријата на вистина почнала да се покажува. Всушност сад биле тогаш многу економски и воено способни владетели на светот, во суштина можеле да си дозволат оружје и путер и да создадат нешто наречено големо општество. Не го гледате таков вид законодавство на големо, го гледате на големиот врв, славата за тоа колку се прекрасни работите и како можат да прават се што сакаат, може да се дозволи се што сакаат, класични сигнал за голем врв. Кога влегуваме во 60-тите, еуфоријата било очигледна на сите начини, но секако на Wall Street било многу тешко да се најде аналитичар кој многу бил бериш во тоа време, но имало барем еден, а тој бил Чарлс Колинс. Тој бил човек кој што во 1938 година го донел Елиот на Wall Street. Тој бил човекот на кој Елиот му пишувал и му рекол дека има откритие кое би сакал да го погледне. Тој го погледнал и бил убеден дека е вредно и го сместил Елиот во неговата канцеларија, бидејќи тој бил еден од големите, многу добрите практичари на принципот на брановите. И по смртта на Елиот, Хамилтон продолжува со анализата на берзата и објавил своја публикација и тогаш пазарите достигнуваат врв во февруари и низата што започнала во 1942 година сега е завршена. Таа е поделена во 5 бранови според правилата на Елиот, а тоа значи дека ќе започнеме најголемиот bear market од 1937 до 1942 година. Тој рекол можеби дека ќе трае 10 години, веројатно и ќе продолжи. 1982 година го означува крајот на страничното корективно движење според принципот на Елиот и тука настанува петиот бран. Но првично да видиме дали всушност корекцијата се случила во претходниот четврт бран, а тоа и се случило доколку ја погледнеме оваа линија тука, можеме да видиме дека многу добро се совпаѓаат. И запомнете, четвртиот бран го опишавме како изненадувачко и разочарувачко случување и каде што имало многу изненадувачки и разочарувања во текот на овој период, имала поголема инфлација отколку луѓето што очекувале, биле вклучени во војната, што на повеќе луѓе не им се допаѓало, било непопуларно, на крајот ја изгубиле војната и се повлекле и многу луѓе верувале дека САД ја изгубила војната, каде што председателот поднесува оставка поради скандал. Набрзо потоа инфлацијата повторно се искачила на повисоки нивоа, имале уште еден председател кој се смета за еден од најнеспособните во САД и година по година во овој период луѓето се велеле како можеле да го прават ова со Америка и дека всушност на некој начин тоа е било многу смешно
тие биле разочарани година по година. И сега би можеле да го погледнеме другиот чарт, каде што ќе го разгледаме од поблиску овој пат, да видиме како тој пат изгледа од малку повеќе зумиран чарт,